Леле, мина Јасмина. Леле, веќе и очите почнаа да ме болат. Ви се здрави и волано, чека малку. Што е? Каде сме, Петко? Спи уште малку сега, дојде, ајде. А да хрчам? Можеш слободно, да. Срамота е да хрчам, ај ќе спијам. Ајде, само Ај. спи. Добро, возам, ограничување 70 на сат, добро, ајде, возам. Тоа ми се здрави волено, чекај малку да го размрдам. Добро, малку прстите да ги размрдам, малку јас да се размрдам. Петко, јас вообичаено кога патувам не спијам, не ме тере толку долго да спијам. Спи, сега ми пречиш инаку. Ај. Добро, па сега се врти тука, Добро, па сега има друга една кривина, Јасмина. Але Петко, па ќе ме згмечиш. Па каде сме, кажувај каде сме. Чекај малку да закочам. Ајде закочи. Трет, Некоја табла не виде тука. Закоч. Јасмина. Ти си заспа уште кога ја поминавме нашата граница, си влеговме во Србија, си се оптегна, си захрче, не ни помисли дека мене можеби очите ме болат, можеби грбчето ме боли, ќе се снајдам ни сам, знам ни сам. Чекај, Поминавме нели две беше- граници. Нели беше договорот дека ти ќе возиш овој пат? Да, јас ќе возам, па јас возам, што цело време си возам. Па добро, ама така е кога возиш, да не мислиш дека е лесно да возиш. Треба постојано да бидеш, да имаш голема концентрација, да ја Точно. гледаш таблата, знаеш каде патуваш, знаеш ти Знам, каде патуваш. Знам, постојано знам каде патувам, а кога ќе заборавам, ја вадам нашата мапа и проверувам. Добро, во ред, нека биде така. А знаеш што ми Јасмина? Ти значи веднаш си заспа, си ја преспа цела Србија, значи не виде ништо. Ама се уште не сме влегле во Европска унија, така? Па ние сме влегле Добро, нормално. добро, добро. Што мислиш, јас туку така можам Ама знаеш да зашто возам? многу сум возбудена кога ќе влегуваме да видам каква им е границата, разбираш? Па јас сакам да видам Да, да ме разбудиш за тоа, ако не јас да Ма се ќе се поспијам уште малку. Па Јасмина, мислам дека не треба веќе да спиеш, затоа што мислам дека нојчичко граничар ти малку ти чепкаше во куфер. Не чепкаше во куферот. Па не само што ти чепкаше, туку така малку повеќе ти разчепка. Чекај малку да си го земам джемперот. Најубавиот. Ајде, земи си. Најубавиот. Леле, сега кога ќе види, Леле? Леле, Петко. Леле, сега Ова кога се ќе ми види? буричкал тука без да ме праша. А да, Јасмина, мислам дека секаде буричкаше. Па не е фер. Па не фери. А колку време помина кога застанавме ние на граница, не ми е јасно, кога тој имаше време се да извади и се да врати наеднаш? Ако немаше мина време, чмаевме на граница едно сат и пол Јасмина. Прво вака дојдовме на граница и тој ми вели добар ден, јас му викам не е ден, чичко полицаец, чичко граничар, да ти кажам право малку поминато е веќе и 8 сат на вечер е поминато и 10 е поминато. И тој вели добро, ајде како да видам пасошите и јас му ги давам пасошите ми вели. Пасошите, да не ги носиме пасошите. Леле, Јасмина, ма ти уште спиеш или? Дојди му да те. Чекај, Петко, разбуди се. чекај, кој беше одговорен за пасошите? Јас не ги зедов пасошите, ти ги зема? Јас ги зедов Добро. пасошите. И му ги дадов пасошите и тој ми вели ти кој си? И јас му велам па јас на кој ти личам? И ми вели ти мина си. Му велам чичко граничар. Стварно мислам не е фер чичко граничар такви работи да си кажуваме. Кој можам јас да бидам ако имаме два пасоша, едниот е на куче, едниот е на мина и ти стоиш ме гледаш чичко граничар и ме прашуваш дали сум мина. Да, па сигурно сакал да ти каже дека убаво изгледаш. Разбираш? Ајде, добро, и? Добро, ајде, ако се ја вртиш ти ми Јасмина на тоа дека си убава. Леле, Петко, ајде кажи ми што се случи со куферот мој. Аха, ти штом си куче, ти си ми на мене сомнителен. Јас до сега немам видено куче што има возачка дозвола и што знае да вози кола, излези надвор да те проверам. Јас велам, а не сам јас да излегувам сам со непознати, мене мина не ми дава, и тој ми вели, па ти што ти ја гајле мина и онака спие, нема да знае. И ти излезе? Надвор, Добро. и вака ми рече, ајде дојди ваму, шклјоц, отклучи го гепекот. Јас ме велам, извинете малку, само да ги земам кучевите, шлап ги земам кучевите, одам позади шклјоц, го отклучувам гепекот, шлап, го вадам, нели капакот од гепекот и вака ми вели, аха, чиве овој розевиот куфер? И јас му велам, Не. А сакаш да ти кажам дека не беше баш така?
Мина, ти спиеш. Чекај, вака беше. Ти стигна на граница и Чичко граничар рече дали вие имате нешто да пријавите, да носите и ти така важен дека твоите алишта сите субаво здиплени, рече јас не знам, ама оваа Мина тука што спие сигурно нешто крие, слободно проверете го куферот. И кога мораше да бира тој помеѓу два куфери, го избра мојот, нормално. Мина, види, не беше точно така. Па како беше, ај кажи искрено. Па од прилика беше така. Па добро, Петко, јас не се лутам секогаш кога се поминува граница, тоа име работа, мораат да проверат што се носи внатре, да видиме во куферот, разбираш? Па убаво проверија и не држаа на граница 1 сат и пол, мина ми се приоди И во не ми вице. кажа каде сме сега, Петко? Сега полека веќе влегуваме во Словенија. Во Словенија влегуваме? Да. Добро, може јас уште малку да поспијам. Леле, ама си здодевен сопатник. Па што сакаш? Ај пусти музика, јас ќе ти пеам. Што? Пушти музика, Пусти јас ќе ти- фамилија, јас ќе ти пеам. Како па да не да ти пуштам фамилија, ќе ми пиеш. Или Зошто? виц не ми кажа од кога сме тргнати. Виц да ти кажам, а не, а да си го испланираме уште еднаш зимувањето, леле, како ќе јадам штрудла со јаболка. Ете ти, јас се припремам 2 недели да скијам, да научам слалом да скијам, да научам да скијам на сите можни начини на кои што се скија, А што таа нема да забава јадеш од јадеш шницлите? трудно. Прекрасни шницли имаат, нема да јадеш од шницлите? Петко, ќе јадеш и ти? Ама ај сега слушај фамилија. Еве ти музика, ајде спи. Јас да си продолжам, да си возам. Пази ме, кривина. Добро. Што сам не пееш? Ќе пеам. Ретко. Мина ми пречеш Ама погласно па, Петко. Видја, погласно. Не смеам погласно, треба да Брзо слушам трчковски и пушти го спотот, сакам да го гледам. Ајде. Ама во кола да го гледаш Па спотот? да. Пет плюс